Единствена причина да има сервисна улица е тоа да се поврзе објектот, кој што сега е Македонски телекомуникации, со најблиската улица за да има пристап. Значи тоа е согласно закон. Законско регулирано право. Секој објект мора да има поврзување, сообраќајно поврзување со јавните улици. Ние 4 години кажувавме дека мал ринг, во кој што вие го бацивте из Скопје 2014, се носи надвор од закон, надвор од прописи, надвор од правилник. Го спомнувате господинот Грчев сега, го спомнувате господинот Жерновски кој бил во тоа време во градот. Вие бевте тие што го донесовте планот. Вие бевте тие што, условно кажано, не истеравте од салата, која седница заврши во 5 часот. Ние не сакаме да го донесеме овој детален урбанистички план, како што вие кажувате. Имам некој право да реагира. Ние реагиравме тогаш. Дека овој план е надвор од процедура, надвор од закон, надвор од устав и е спротивно на граѓаните на општина Центар. Дека не се работи за никаква транспортна улица, дека не се работи за никаква сообраќајница, каде што ќе се одземе голем дел од кеот, него тај де факто постои денеска, секојдневно се користи како таква, но место да биде со искршени плочки, ќе биде уредена со нови бекатон плочки, со веројатно соодветна сигнализација и оцртана, така да не правиме драми од сето ова дека некој испаѓа тука херои, дека го спасува Кео, дека некоја политичка партија сака све да уништи, а некој сака све да спаси. Не може да се вели дека е интерес на граѓани да се кажува на оваа локација не може да има улица, ама да се преќути за брза помош и за противпожарни возила, а за друга локација да биде не може да се гради пошто не може да дојдат противпожарни возила и брза помош. Значи некако нека завземе градоначалникот еден став. Или секаде ќе има достапна возила за брза помош и за противпожарни возила, или никаде нема да има. Некаде е причина да не се дозволи градба дека не може да дојдат, а некаде не може да има улица до градба постоечка. Предлог одлука за определување на временски период во текот на календарска година во кој не може да се градат градби. И во образложението кое ни го доставија службите од градоначалникот се вели со оглед на фактот дека повеќе од 9 години се вршат градежни работи, никаде не се спомнува дека дали ќе се градела улица или нема да се гради улица. Се донесувате значи одлуки за собирање на временски период каде што цела градежна сезона одминува и ништо не е направено од страна на градоначалникот на Центар. Зошто па имаме забрана за временски мерки за градба? Тоа е тоа што сакате да го постигнете, не ми е јасно. Ова улица исклучиво е надлежност, кеот е исклучиво надлежност на градот Скопје. Дали ние на овој начин се мешаме во надлежностите на градот Скопје? Ние носиме детален урбанистички план, нормално врз основа на донесениот детален урбанистички план се дават одобрение за градба, тој што ќе побара, согласно законот. За да сегате до тоа, вие со промените во коите улице, коите правителство, и за да биде наземна со организација. Значи, сосема родите ги извртуваат од бизнес интереси на Алек Каранова и слични од тоа екипа, се смени, за да таа биде наземна. Сега, велите ќе биде само сервисна, а каква гаража и този пошта? Таа како ќе обслужувате? Ако зборуваме за улица е едно нешто, ако зборуваме за пристап е сосема друго. Пристапот и улицата се драстично различни поими и во обработката и во функцијата. Има изгласано да не се гради. Тоа е само општина Центар и вие со тоа се фалите. Тоа ви е трофејно. Трофеите ви се тие што се забранувате да се гради. И со тоа се фалите, вие кажувате дека тоа е во интерес на граѓаните. Во кои други 84 општини премиерот наречуваше физичка пресмртност? Во кои други 84 општини имаше нарачка за физичка пресмртност? Во кои други 84 општини се прави Скопје 2014? Во кои други 84 општини никако да се собере владата, односно телото потребно за да се градежното уредување да биде под ингеренција на Центар?